Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Од смртни непријатели да создадете пријатели. Ова беше целта на Елисејскиот договор меѓу Франција и Германија пред 55 години, а сега Париз и Берлин најавуваат подпишување нов кој ќе зацврсти Европската унија и целосно ќе го обедини континентот. Дали ова помирување може да биде пример за Балканот? Може ли да се надминат поделбите, историјата, националните чувства и да се реши спорот со името? Во топ тема на ваша страна, во просториите на инфоцентарот на Европската унија дебатираме со амбасадорите на Германија и Франција, Томас Герберих и Кристијан Тимоние. Почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер, во топ тема на ваша страна. 55 години откако Шарл де Гол и Конрад Аденауер своите држави од лути непријатели ги претворија во сојузници. Денеска Париз и Берлин сакаат да го зацврстат ова сојузништво и да продолжат да ги решаваат кризите во Европската унија преку компромис. Дали Елисејскиот договор може да биде пример за решавање на проблемите на Балканот? Затоа вечерва во топ тема на ваша страна разговараме со амбасадорите на Франција и Германија, Кристијан Тимоние и Томас Герберих. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Какво е значењето на Елисејскиот договор повеќе од половина век по неговото подпишување, господине Тимоние? Добро вечер. За мене, навистина, е вистинска емоција денес што сум со мојот германски колега, затоа што тој договор го означи нашиот живот, односно предходните генерации, особено моето семејство, за сето оно што го направија од 1861 па натаму во војни со Германија. Тоа е нешто што навистина беше обележано со еден гест од двајца државници, де Гол и Аденауер, да одлучат да ја затворат заградата, и тоа не само во историјата на двете земји, туку и европската историја, бидејќи идејата беше да се создаде мир, но создавајќи го мирот да се создаде и Европа. Овој договор се разбира дека беше прифатен како своевиден символ и многу ми накажа во моментот на неговото подпишување дека тоа можеби ќе бидат само празни зборови без при тоа да настане вистинско спроведување, но она што е извонредно низ овој договор е што истиот заживеа, и тоа француско-германско заживување. И на секои 10 години можам да кажам дека се случија вистински продлабочувања во односите, реални продлабочувања, и француско-германскиот договор подразбира постојани консултации помеѓу двете влади, помеѓу администрациите, советите на владите на секои 6 месеци, се превземат и голем број на големи иницијативи, но исто така и представува своевидна визија за Европа. И токму затоа ние денес ја одбележуваме оваа годишнина, и тоа не само годишнина на мир, туку и годишнина на изградба на Европа како простор кој што е способен да се наметне во однос на светските судбини. Господине Герберих, што за вас значи Елисејскиот договор денес, од денешна перспектива? Елисејскиот договор беше подпишан 18 години по крајот на Втората светска војна и може да се каже после долгогодишно непријателство помеѓу нашите држави ни успеа да создадеме едно пријателство кое што е одржливо, како што кажа мојот пријател и мојот Кристијан Тимоние кажа дека се воспостави механизам на консултации помеѓу Франција и Германија на највисоко ниво и дека тоа доби човечка димензија. Би сакал особено да ја нагласам оваа човечка димензија, има размена помеѓу академците, има размена помеѓу универзитетите, има размена помеѓу младите луѓе
Не треба да се заборави, веќе многу години имаме заедничко германско-француски ТВ канал, кој што е многу добро прифатен од германската и француската публика. Има заеднички универзитет, има билингвални детски градинки, каде што децата се среќаваат. Така што би можело да се каже дека од поранешните заколнати смртни непријатели се создадоа блиски пријатели и кои што сега работат за заедничка основа за Европа. Значи, овој договор во моментот кога Европската Унија, господине Гербери, се соочува веројатно со најголемата криза од нејзиното формирање, ја имаме мигрантската криза, тероризмот, пораст на национализмот, шовинизмот во Европската Унија. Гледате ли решение токму во овој договор? Да, се разбира. Елисејскиот договор честопати се навидува како двигател на германско-францускиот мотор. И овој договор е основа за една екземпларна соработка помеѓу државите. Како што сите ние слушнавме, председателот Макрон кратко по парламентарните избори во Германија во својот говор, Сорбонски говор, тој предложи при издавање на Елисејскиот договор, како и двата парламенти, и германскиот и францускиот, тие ја прифатија таа иницијатива и се одлучија да има нов германско-француски парламентарен договор. Овој нов Елисејски договор треба да базира на договорот од Елисејскиот договор од 1963 година. Тоа е добра основа за соработка во рамките на ЕУ. Има предлози како треба да се соработува во ЕУ врз основа на примерот на ова германско-француска соработка. Исто така, во однос на интеграцијата, таа треба да биде на друга основа. Интеграцијата на доселениците може да се искористи искуството кое што постои помеѓу двете земји во областа на безбедносната и одбранбената политика. На европско ниво се донесоа заеднички одлуки од двете страни и тоа ќе биде еден пример како во иднина може да се подобри европската политика. Тимоние, може ли Елисејскиот договор и нов Елисејски договор да ја спаси Европа, дури е толкава кризата што е вистинска закана за опстојување и на самата Унија, велат некои аналитичари? Најпрвин, мислам дека европската изградба се спроведе преку и поради кризите, без при тоа да се случат конфронтации, например, со Америка и Советскиот сојуз. Неке постоеше таа желба кај генералот Де Гол за Европа повторно да биде изградена и можам да кажам дека сето она што се случува сега како потешкотија која што се појавува, представува дополнителен поттик за да реагираме европејците заедно, а француско-германскиот пар кој што постои, не постои само за да се гледаат право во очите, туку да се соочуваат заеднички со кризите. И понекогаш имало и ќе има разлики меѓу нас, затоа што и историјата и интересите се различни, но сепак одлучивме дека нашиот придонес кон европската изградба и кон изградбата на мирот во светот, но изградбата на заеднички европски простор ќе биде возможен само ако успееме да се усогласиме. И тоа е најважното, постојано да се усогласуваме и да се договараме, затоа што успеавме да ја надминиме кризата по крајот на Советскиот сојуз, успеавме исто така да го трансформираме обединувањето на Германија како извонредна предност со воспоставувањето на еврото, и Де Гол и Аденауер беа цврсто определени и поддржани од Хелмут Кол и Франсуа Митеран, денес се тоа Ангела Меркел и Емануел Макрон, како што спомна и мојот колега, се на првата линија во таа динамика во Унијата. Значи ги имаме кризите, но работиме во изнаоѓањето на решенија заеднички. Но зошто Балканот се врати во фокусот и на германската и на француската надворешна политика? Го споменавте говорот на председателот Макрон на Сорбона, каде што
го нагласи тоа, дали интеграцијата на Балканот може да помогне во ова обновување и решавање на кризите и во самата Европска унија, господине Тимоние? Знаете, прославуваме и нешто друго оваа година. Тоа е годишнината од крајот на Првата светска војна. И не треба да заборавиме дека и таа војна беше предизвикана од тензии кои што сепак најдоа своја разрешница, и тоа на Балканот. Навистина чувствителен регион поделен од историска гледна точка и регион каде што се обединуваат сите Европи. Станува збор за регион кој што има историска тежина, посебна историска тежина, и Франција и Германија јасно одлучија и во моментот дури на југословенската криза да создадат и овој простор, да го направат на простор на обединување на нашата политика. И сакам да кажам дека еден од нашите најзначајни моменти кога видовме напредок е навистина иницијативата на Жипе Кинкел, која што беше своевидна иницијатива за излез од југословенската криза. Значи, од стратешка гледна точка за нас, Балканот е важен, и освен овие символични зборови, ќе кажам дека сепак Балканот е место на нашето помирување и затоа не може подобро да направиме од ова што го правиме. Господине Гербери, како на Балканот може да се надмине толку историја, толку силни национални чувства? Можно ли е да дојде до помирување по примерот на Германија и Франција? Ja. Помирувањето помеѓу Германија и Франција по Втората светска војна, тоа е еден од најголемите успеси на германската и на француската надворешна политика. Сакам да кажам дека нема други две држави на земјава кои што во јавниот и во социјалниот живот толку тесно соработуваат меѓу себе како Франција и Германија. Тоа е пример, служи за пример, значи, на помирување. И оваа помирување трае со години, за основа го има овој договор. Според мене тоа може да биде пример, да послужи за пример и за земјите од Западен Балкан. Мислам дека мора да се остави, да се заборави перцепцијата еднаш непријател, секогаш непријател. Помирувањето наместо омраза е можно. Тоа го покажа Германија и Франција. И тоа покажа дека и тие покажаа дека тоа може да се успее во тоа. Иницијативите како она што го започна вашата нова влада се вистинските. Тие го подпишаа договорот за добрососедство со Бугарија. Тие започнаа со добрососедски односи со Грција, како и со другите држави од Западен Балкан. Македонија чекори напред. И сметам дека ние покажавме со нашиот пример дека тоа е можно и тоа е одржливо. Како што кажа мојот пријател Кристијан, тука се и врските помеѓу луѓето. Јас како пример ја имам германско-француската младенска организација, основана 1963 година, која што до ден денес одлично функционира. Во јули 2016 година се основаше младенска организација за Западен Балкан по примерот на германско-францускиот пантан, и тоа е на младите луѓе се оние кои што поради оваа основа може добро да соработува. Овој договор практично профункционира по потпишувањето токму преку младите кои ги воспоставија добрососедските односи. Господине Гербери. Да, тоа е многу значено, не треба да постои само политичката волја за да се потпише еден ваков договор, туку младите се основата, децата. Јас веќе наведов дека има билингвални детски градинки каде што луѓето учат француски, каде што се запознаваат германски, каде што се запознаваат со другата култура. Младите генерации треба да престанат со она што погрешно го правела другата генерација. Господине Тимоние, на Балканот се земјите и помали и многу поблиску, меѓутоа разликите, судирите, конфликтите се и многу поголеми во денешно време. Дури за Западен Балкан вела дека уште е буре барот и дури и мал
мала искра може да го запали. Како вие ја оценувате безбедносната ситуација во моментот на Балканот? Првин ќе кажам дека сме сите мали. Ако се споредуваме со кинезите, нели, и мислам дека секој треба да забележи дека делот кој што ние го превземаме за изградбата на мирот во Европа не значи дека има мали или големи придонеси, туку постои само одговорноста која што треба да ја имаат народите во таа област. И на вистина, целокупната таа работа за создавање на човечки односи е од суштинско значење. Јас се сеќавам како млад французин во едно германско семејство, брзо се воспостави доверба и пријателство, и тоа беше нешто што ги поврза нашите две семејства, кои што се уште го одржувам, но тоа воопшто не спречи да поразговараме за потешките прашања, за германската историја, да ја разбереме историјата на другиот, да ги разбереме чувствата на другиот и да одиме кон другиот за да ја уништиме сликата на омраза. Тоа е нешто прво што треба да се направи. Во однос на безбедноста на Балканот, ќе кажам дека истата треба да биде инспирирана од таа политичка желба која што беше покажана и која што секој ден се покажува од страна на двете влади. Но тоа ќе може да биде возможно доколку општествата исто така сакаат да одат кон другото општество и не додаваат отрови и токсични материи во разговорите, затоа што низ историјата која што е тешка и сложена, и историјата на Франција и Германија е исто така доста сложена. И сакам да знаете дека и во нашите семејства имало раздор, и во нашите француско-германски семејства. Знаете, моето семејство е такво француско-германско и познати ми се ставовите на другата страна. Станува збор за работи кои што беа многу тешки, а сега да се создаде заедничка слика на европска и заедничка историја е сложена работа и треба да знаете дека ние за да го постигнеме тоа работевме години на назис за еден резултат кој што е извонреден, а тоа е учебникот по историја, француско-германскиот учебник, каде што Европа се наоѓа во срцето на историјата и од која што сега двете страни, односно учениците на двете земји го изучуваат. Мислам дека е тоа работа која што почна пред неколку години на Балканот, затоа што на Балканот има сила да се постигне тоа, а вистинската безбедност овде ќе се направи преку сите различни иницијативи и бидејќи беше одлучено на Парискиот самит, ние ја поддржуваме таа изградба на Европска канцеларија за млади на Балканот, Рајко, затоа што тоа е можеби најубавиот камел темелник кој што може да го ставиме во тоа здание. Господине Гербери, како вие оценувате безбедносната ситуација на Балканот и дали неговата интеграција во НАТО, интеграцијата на повеќето земји во НАТО ќе ја донесе конечната стабилност? Безбедносната состојба на Балканот од моја гледна точка може да се каже како мирна, но многу фрагилна да се оцени. Мирна, бидејќи земјите од Западен Балкан многу интензивно работат на тоа да имат добрососедски односи помеѓу земјите. Сметам дека Македонија во моментов е стана мотор на овој развој, бидејќи е отворена и подготвена за компромис и така настапува кон соседните земји. Многу е значајно овде да се одбере во однос на интеграциите, да се оди по еден јасен пат. Еден проблем што ние тука на Балканот го имаме и она што ние веќе го направивме, го расчистивме со Франција, тоа е прашањето на национализмот. Националистичко мислење мора да се откаже, да се отфрли тоа мислење. Понекогаш и многу латентно може да се почувствува тоа, секогаш кога има проблеми, кога не функционираат компромисите, тогаш следиме, наблюдуваме во општеството развој кој што се движи кон десна страна. Во меѓувреме и во Европа и во самата ЕУ се наблюдува, се забележува такво нешто. Например, АФД во Франција исто така со Мари Ле Пен
И токму овој развој мора да се избегне на Балканот. Македонија во моментот покажува дека тоа е можно, дека една разумна владина политика сите граѓани и може да ги вклучи во процесот и мислам дека тоа е многу значајно. Ние, Германија и Франција може да дадеме пример за тоа. Верувате ли, господине Тимонија, дека може да се победи национализмите на Балканот? Овде ние ви зборуваме и сакам да ја заблагодарам на делегацијата на Европската Унија што не пречека ни го отстапи просторот што е можна символично заедно со мојот пријател Томас во срцето на Европа и ќе кажам да, треба навистина да се трансформира национализмот во патриотизам и тоа е европски. Тоа значи дека треба да бидеме горди што сме европејци и спремни да го донесеме сето она што ја прави нашата историја, кој што ќе предизвика динамика во Европа. Еден мој кинески пријател ми кажа дека Европа е како градина, а во градината знаете дека има различни цвеќиња, различни дрвја, но ќе треба да има заедничка визија која што навистина ќе ни помогне да ја сватиме убавината на сите тие различни нешта, за да можат сите да ја искористат убавината на таа градина. Прашањата за национализмот е од суштинско значење затоа што ќе треба политичарите да превземат огромна одговорност за да избегнат да додаваат, например, масло на огнот, затоа што е многу лесно кога не може да се создадат нови работни места, кога не може да се постигнат економски предности, да се свртиме кон национализам, но кои што навистина нема да им помогнат на луѓето да се прехранат секој ден. И мислам дека афективната димензија е точно дека постои, но не треба да стане Европа на технократи, туку Европа на народи кои што се горди на самите себе и кои што одлучиле да се обединат за подобар живот. Кога ја гледаме гордоста, мислам дека има доволно гордост, но сега треба да работиме заедно. Да се вратиме на безбедноста и членството во НАТО, сметате ли дека тоа е веројатно овие земји го гледаат многу поблиску и побрзо отколку членството во Европската Унија? Дали сметате дека тоа ќе ги стабилизира сите земји на Западниот Балкан и дали очекувате проблеми и пречки кон тој пат на балканските земји кон НАТО, како што се случи пред членството на Црна Гора во Алијансата? Постои еден голем принцип, тоа е принципот на отворена врата. Тоа значи дека вратата е отворена за сите земји во Европа и на оние кои што сакаат да се приклучат во Алијансата, но сепак одговараат на одреден број на услови. За конкретниот случај за Македонија постои прашањето за името, нели, како што беше тоа споменато и од страна на господинот Столтенберг, се наоѓаме во регионална динамика која што е позитивна, динамика на помирување, но сепак се чека последниот плод, а тоа е решението на прашањето за името. Мислам дека станува збор за важен елемент, дури и психолошки, за да може да се приклучиме во НАТО, но не треба да веруваме, нели, дека целокупната работа која што ја правиме во НАТО, тоа значи и краен резултат од едно помирување, затоа што ние нема да увеземе во Алијансата проблеми за кои што земјите ќе имат потешкотија да си ги решат меѓу себе. Туку сакаме земји кои што се силни, кои што се помирени, затоа што Алијансата е нешто што е практично. Европската изградба е еден идеал, политичка изградба, а Алијансата е пред се практична работа. Барем тоа е францускиот став и перцепција, тоа значи и вредности кои што ќе треба сите да ги споделуваат. Мислам дека на Балканот предстои уште работа за да може од тој дел на споделени вредности кои што ги представува НАТО, од тие споделени вредности да се направи вистинска реалност. И тука се она што значи помирување е многу важно. Господине Герберг, дали Германија очекува пречки на патот на Македонија и другите земји на Балканот во членството на НАТО?
Уште една мала забелешка во однос на тоа, на она што го кажа господинот Тимоние, се заборава кога се зборува во однос на НАТО, дека НАТО во начала е сојуз за мир. Тоа е одбрамбен сојуз, но тој не е милитаристички бундес. И кога зборуваме за пречки, кои што може да бидат пред земјите од Западен Балкан, тогаш треба да кажеме дека НАТО не е воен сојузник, туку тоа е сојузник на мирот. И токму поради тоа сакаме да државите од Западен Балкан да бидат дел од НАТО и навистина за во Европа да има траен мир. И затоа мислам дека сите пречки може да бидат отстранети. Господинот Кристијан ги спомна проблемите со името со Грција. Не сакам да кажувам за тоа повеќе, се надеваме. Ќе зборуваме за тоа малку подоцна и повеќе. Моето прашање беше дали има држави кои се спротивставуваат и кои очигледно не се сите согласни Балканот да влезе во НАТО, балканските земји. Дали очекувате дека овие влијанија или може тоа да се спречи? Мислам дека тоа може да се спречи. Мислам дека земите кои се против тоа, дека ќе се откажат од својот отпор. Овде ќе направиме една куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата во Топ тема на ваша страна. Гледате Топ тема на ваша страна, гости во студиото, тука во EU Info центарот се амбасадорите на Германија и Франција, Томас Герберих и Кристијан Тимоние. Господине Герберих, првпат по многу години има еден силен оптимизам дека може да се реши спорот меѓу Македонија и Грција за името по цели 25 години. Очекувате ли тоа да се случи? И јас по природа сум оптимист. И да, очекувам дека тоа ќе се случи, порано или подоцна. И јас не сум дел од оние кои што одредуваат одредена временска рамка, но оние кои што претходно се бавеа со тоа, но и од страна на новата влада, но и од страната на преговарачите, дека 2018 особено дека првата половина од оваа година е клучна за решавање на прашањето со името, е суштинско. Јас го делам тоа. Веќе пред половина година владата покажа дека е подготвена да има пријателски однос кон соседните земји и на добро ниво да ги подигне односите со соседната земја Грција. Се направија многу позитивни чекори, многу средби на ниво на премиери, на ниво на министри за надворешни работи, на ниво на политичари, но и меѓучовечките контакти се подобрија, како што може да се види по посетата во Солуно на премиерот Заев, како и на министерот Димитров. Да, очекувам дека прашањето со името во оваа атмосфера може да се реши, но мислам дека треба да биде јасно дека тоа може да биде процес кој што е веќе започнат и дека на крајот на овој процес ќе стои конкретно името на оваа земја и мислам дека може да се постигне согласно за тоа. Германија е подготвена да и даде поддршка на владата овде. Кога велите името на мислите дека името Македонија ќе си остане име на државата, бидејќи се бара, има секакви варијанти. Видовме некоја рамка, не е потврдена официјално, која даде преговарачот Метју Нимиц. Кога велите ќе остане името, мислите на? Јас не би сакал да дадам коментар во однос на тоа. Мислам дека тоа е прашање кој што двете страни треба да го решат тоа меѓу себе, без мешање однадвор. Не би сакал да се изјаснам по ова прашање во моментов, но сигурен сум дека ќе се најде, дека ќе може да се најде име.
Господина Тимоние има оптимизам, меѓутоа има и многу тензии, додека трајат овие прилично интензивни контакти и преговори меѓу двете земји. Имаше протести вчера голем во Солун, имаше протест тука и во Скопје. Дали вие очекувате дека во целава оваа атмосфера ќе се стави крај и која ќе биде улогата на лидерите на двете земји? Да, јас ќе се вратам повторно на улогата на лидерите и оние кои што го креираат јавното мислење. Се разбира дека прво тоа се државниците и политичарите, но и црквите, но и граѓанското општество, затоа што постои вистинска одговорност кај двете страни за да помогнат да се излезе од клишеата кои што беа изградени. А се разбира дека ако сакаме да ги бараме сите добри причини за да не се помириме, лесно ќе ги најдеме. Затоа што и во француско-германските односи имавме многу такви состојби, но нашите државници одлучија да отидат подалеку и беа поддржани од голем дел на мнозинството, на јавното мислење. И медиумите тука треба да одиграат значајна улога и сосема е нормално за теми кои што задираат до емоциите и треба целокупното јавно мислење да може да се изрази. И не станува збор да го форсираме народот. Туку ќе треба да знаеме да го одведеме до разумни решенија, затоа што има многу елементи за кои што се разговара нам. Маса горе-доле ги познаваме кои се, но сега треба да видиме како ќе ги споиме сите. И јавното мислење треба да го има во предвид јавното мислење од другата страна. А да се повикуваме и вртиме кон национализам, тоа значи дека национализам кај едните, значи подразбира и патриотизам, значи треба луѓето да разбира дека љубовта кон татковината не е некомпатибилна со поголемите предизвици. И она што знаете, ги бираме пријателите, но не ги бираме соседите. Ние ја имаме таа среќа да имаме навистина и соседи и пријатели и мислам дека треба на таа тема да работиме и помирувањето значи и помирување првин со самиот себе. Затоа што ако во земјата постои раздор по тоа прашање, не ќе може земјата да функционира и не ќе може лесно да се интегрира во Европа. И затоа сакам да кажам дека и кај македонска страна треба да се направи напор за да се избегне таа тема да стане дневно политичка тема. Знам дека е тешко, знам дека е комплицирано, не го подценуваме тоа. И она што го каже и председателот Оланд на самитот Брдо Бриони во 2009-та, дека постои волја кај француската страна да се поддржат напорите од двете земји за да се најде заеднички прифатливо решение и бидете убедени дека тој придонес во моменти кои што воопшто не се лесни во рамки на европската изградба ќе бидат сватени како позитивен придонес и од страна на вашата земја кон европската изградба. Што ќе се случи доколку не се реши спорот со името господин Гербере? Што ќе се случи со Македонија? И јас сум сигурен дека прашањето со името ќе биде решено порано или подоцна. И поради тоа верувам дека прашањето не треба така да се постави што ќе се случи ако не се реши прашањето со името. Можеби треба да се постави прашањето што ќе се случи ако трае малку подолго за да се реши прашањето со името. Поради тоа укажав на процесот, како може да се дојде до решение и тој процес треба да се продолжи. Мислам дека тоа, она што го кажа мојот пријател Кристијан, дека тоа е многу значено. Не може да ги одберете, да ги изберете вашите пријатели, но може многу да направите за нив. Една земја како Македонија за да чекори напред и да има добрососедска политика, тогаш колку повеќе тоа го прави, тогаш повеќе има можности за решение на ова прашање со името, бидејќи во крајна линија секој ќе види дека ова националистичка мисла е во позадина и дека на преден план доаѓа добрососедска политика. Во таа рамка побрзо ќе се решава и прашањето за името. Мислам дека не верувам дека тоа нема да се реши, но можеби ќе трае подолго. Господине Тимоние, освен
спорот со името, за влез на Македонија во ЕУ и НАТО се битни и реформите. Веќе 9 месеци имаме нова влада која се обидува заробената држава да ја промени во една демократска држава. Колку тоа им успева? Во секој случај, сликата на земјата се промени. Господинот Столтенберг го кажа тоа. И комесарот Хан исто така во своите рамки на своите посети овде го донесе целокупното охрабрување, но и генерална перцепција за сите напори кои што ги прави владата. Оваа влада, затоа што беа направени голем број на напори, особено договорот со Бугарија, е пример за се она како она што го правеа и Аденауер и Де Гол за државници кои што одлучија да направат нешто. Не треба да се подценува работата и на дипломатите, ни сите овие години наназад, затоа што постои континуитет во работата и мислам дека прашањето за континуитетот на Балканот е нешто што е важно, затоа што голем број на лица се обидува да воспостават односи меѓу луѓето, помеѓу Бугарија и оваа земја се значајни како што беше впрочем она што беше направено и полисејскиот договор. Се воспостави мрежа на лични односи меѓу двете земји, помеѓу французи и германци, и тие договори кои што се големи политички одлуки даваат и своји резултати. Мислам дека не треба да се потцени работата која што беше направена претходно историската тенденција. А историската тенденција е реално свртена кон помирувањето и кон изградбата, и да не заборавиме она што го кажа Горбачов на господинот Онекер, дека животот ги казнува оние кои што се будат предоцна. И мислам дека има извонредна прилика во моментот која што треба да се искористи. Реформите се дел од тоа и мислам дека има генерален пакет на реформи во однос на таа генерална клима која што ја создадоа властите и сега треба целокупното општество да се обединат околу тие реформи кои што се од суштинско значење. Треба македонците да успеат да зборуваат меѓу себе, затоа што не зборуваме само за регионално помирување, туку треба да се постигне и национален консензус за одредени приоритети, а реформите се дел од тоа. Добро беа отпочнати, сега очекуваме да ги видиме конкретните резултати, да се усвојат одреден број на текстови, сето тоа е процес, затоа што вие ја добивте битката на 100 метри, сега треба да го добиете маратонот. Како според вас се одвива овој процес на реформи, кои веќе ги нарекуваме реформи по прибе, експертот што дојде од вашата земја, со оглед на тоа дека веќе се регистрираат некои застои кај судските реформи, не гледаме многу резултати, правни експерти се повлекоа и некои реформи и не се дури започнати, уште ништо нема во областа на медиумите, некаков голем напредок и како вие гледате како се одвиваат тие? Според мене реформите добро се одвиваат. Вашата влада и ЕУ заеднички си поставија приоритети. Можам да разберам дека населението во Македонија сега сака побрзи резултати после многу децении на застој. Сака да има политика која што ќе придонесе за добросостојба на сите, но тоа не се случува од денес за утре. Вашата влада таа е веќе половина година во дејност, дека во меѓувреме имаше и локални избори кои што одзема одредено време, но тие потврдија дека граѓаните го поддржуваат овој реформски курс. Не може се да се направи одеднаш во овој процес, потребно е трпение, потребно е време и токму поради тоа се дадени приоритети, тоа е како што наведовте, тоа е реформата во правосудството, во јавните, во институции, како и во тајните служби. Значи мислам дека во овие области, во сите области се на добар пат, ке потребно време за навистина до тоа да се придвижи. Реформите се така направени за до 2022 година, значи треба да се завршат, да се протегнат.
и се разбира дека ќе има дискусии помеѓу експерти, помеѓу суди, помеѓу научници и во однос на реформите во правосудството е сосема нормално. Реформите мора да се дискутираат, мора да се постигне компромис помеѓу сите страни. Дадете и го на вашата влада времето кое што и треба. И имајте доверба дека тие ќе бидат правилно спроведени. Спомнавте реформи на медиумите, работата на новинарите и тоа е чекор кој што навистина ќе мора да дојде како следен и ние го делиме тоа мислење, но мислам дека тоа е она кој што и владата си го има зацртано. Господине Тимоние, споменавте потребен е консенсус, во моментов опозицијата не е во парламентот. Дали тоа значи нова политичка криза? Не треба да трчаме толку брзо со лошите новости, нели? Мислам дека има процес транзиционен, кој што е процес кој што никогаш не е едноставен во никоја земја, затоа што имаше вистинско обновување кај најголемата опозициона партија. Треба да им оставиме време малку да се стабилизираат и да видиме кои ќе бидат новите политики кои што ќе ги спроведе и новата организација. Мислам дека размислуваат во моментот, тоа се работи кои што се составен дел од една жива демократија и мислам дека тоа ќе биде еден од критериумите за европската интеграција, да има функционален систем, нели? И затоа и владата и властите ќе треба да ја одиграат својата улога, подавајќи рака на опозицијата, но и опозицијата треба да си ја одигра својата улога, прифраќајќи ја таа понудена рака. Постојат психолошки бариери, треба да помогнеме да се надминат тие бариери, но ние не може тоа да го направи на местото на самите македонци. И како французи и како германци ќе кажеме дека тоа одблиску го следиме, затоа што и кај нас имаме политички живот кој што понекогаш е жив и процес на стабилизација на нашите демократии, кој што не бил секогаш лесен и затоа ние сето тоа го наблюдуваме со разбирање, но и со одредени очекувања. Посакуваме работите да се стабилизираат, но да не драматизираме пред време. Господине Гербери, вие како амбасадор и господине Тимоние сте во контакт постојано и со опозицијата и со власта. Мислите ли дека ова бојкотот на опозицијата на парламентот може да предизвика нова криза или очекувате надминување? Не, јас мислам спротивно дека тука сме на пат каде што кризата може да биде надмината. Јас како што гледам и од моите контакти со представници на опозицијата, тие кај нив постои волја конструктивно да работат со владата. Тоа нема да се случи од преку ног. Тоа треба во раководството на ВМРО ќе треба да се дискутираат уште многу нешта со новото председателство, со другите представници од раководството на ВМРО. Но мислам дека потребно е време и ќе се покаже дека ВМРО како конструктивна опозиција може да даде свој придонес и како што кажа Кристијан, во едно добра функционирачка демократија која што живее потребна е и конструктивна опозиција и јас сум сигурен и дека тоа ќе се случи од страна на опозицијата овде, дека таа конструктивно ќе се однесува. Има одредени принципи, начала, каде што и опозицијата и владата се едногласни приемот во ЕУ, во НАТО. Но нивното барање е да се укине притворот на осомничените за нападите на 27 април во собранието. Дали е реално тоа барање како услов за враќање во собранието? Тоа е работа на независното правосудство. Ако имате волја да изградите демократско општество, тогаш мора да тргнете по тој пат. Ниту една партија не сме да се меша во работата на независното правосудство. Токму и таквите барања се еден вид на мешање. Понекогаш тоа е болно, бидејќи имате различни сваќања, но мора консеквентно да се действува. Ако еднаш кажете дека судиите и судовите се независни, тогаш ниту една партија, ниту од страна на владата не треба да има мешање, иако тоа може би е болно. Кој е вашиот став, господине Тимоние, дали се согласувате? Опозицијата има барање кое
и не може би да се реализира, или тука треба нешто, некаков друг потек да се релаксираат односите меѓу власта и опозицијата? Јас на вистина пристапот за независност на судството го споделувам сосема, кој што треба да се изгради овде, а потоа се разбира дека има прашања кои што се политички, за кои што треба македонците да разговараат меѓу себе, и мислам дека тоа е еден од примерите кој што може да послужи добрата француско-германска соработка. Дури и во 60-тите години Франција имаше, знаете, внатрешни дискусии, затоа што излегувавме од тешки моменти по војната во Алжир, и Германија исто така ги имаше своите тешки прашања, но воопшто не се мешавме во прашањата на едните со другите. И мислам дека тука воопшто не сакаме да се мешаме во македонската работа. Ние имаме една цел. А која е таа цел? Земја, која што ќе ги исполни критериумите за однос кои што се европски однесувања. Дали тие критериуми биле почитувани в ноќта на 27 април од одредена страна на едните, ќе кажам дека и не. Но дали таа работа ќе биде решена според европски критериуми, не знаеме. Ние го наблюдуваме одблиску тоа, но тоа ќе биде важен елемент. Една работа ја подели јавноста во моментов и има тензии, тоа е употребата на законот за употреба на јазиците. Дали тука гледате некаква потенцијална криза во моментот, господин Герберих? Не, тука не гледам потенцијал за криза во земјата. Тука гледам дека законот за јазици е значаен чекор за албанското мнозинство во земјата, тука подобро, малцинство да се интегрира тука подобро во земјата. Еден предлог на закон никогаш не е перфектен и се разбира дека има потреба од дискусија, мора да се случи во парламентот и мора и опозицијата да учествува во тоа за да се дојде до еден разумен закон, но не може да се очекува дека тој ќе ги реши сите проблеми, има и поголеми проблеми. Станува збор за како едно малцинство, како ќе се земат во предвид албанците овде за да учествуваат во целиот општествен живот, и на крајот мора да се дојде до резултат кој што води до тоа дека граѓаните на Македонија нивната припадност кон етнија или кон нација нема да стои во преден план, туку треба да се чувствуваат дека се граѓани на оваа земја, а дека не се припадници на едно малцинство или мнозинство. Тоа не може да се реши со закон за закон за јазици. Председателот на државата не го подпишува и закон, тој се враќа во парламентот, господине Тимоние. Дали тука ќе треба преку дебата или ќе се чека опозицијата, дали може да се надминат недоразбирањата и тензиите што ги создаде неговото усвојување? Мојот германски колега толку добро одговори што не гледам што би додал повеќе во оваа тема, затоа што ние имаме истата перцепција за тоа прашање. Важноста на тој законот е символична првин. Зашто? Затоа што се наоѓа во дел на еден институционален процес. Председателот си го искористи своето уставно право за тоа, но потоа има процес кој што ќе треба да се спроведе. Го чекаме мислењето на Венецијанската комисија за тој текст и мислам дека има процес кој што е во тек, и уште еднаш ќе кажам дека не треба да драматизираме, затоа што станува збор за бескорисна драматизација која што ги подгрева етничките тензии, бидејќи јас сум се прошетал доста низ земјата, особено во време на изборите, ќе кажам дека различните заедници се разумни по тоа прашање и да бидеме предпазливи сите, за да не им овозможиме на екстремистите да не водат во дебатите. Постојат парламентарни механизми кои што треба да функционираат и таму треба да се разговара за законите, затоа што е тоа вистинскиот пат, и искрено се надевам дека сите ќе дојдеме до задоволителна состојба и мислам дека воопшто не постои простор од ова прашање
да направиме важно и капитално прашање, повеќе од колку што е, затоа што комесарот Хан добро го кажа тоа за време на својата посета за европска интеграција, има навистина обемна агенда, со приоритетни реформи кои што ќе треба да се спроведат и ќе ми извинете, но како европеец мислам дека ние најмногу сме заинтересирани токму за таа агенда. Ви благодарам, господа, за учеството и оваа дебата во топ тема на ваша страна. А сега да го видиме прилогот на Борис Георгиевски од Берлин за новиот телесијски договор што го најавија лидерите на Франција и Германија, кој повторно ќе ги врати како лидери и моторот на Европската Унија. За Германија и Франција Елисејскиот договор е темел на меѓусебното пријателство и соработка по векови војни и конфликти. Денеска, 55 годишнината од неговото потпишување беше паралелно одбележана во францускиот и во германскиот парламент. Но и двете држави полека стануваат свесни дека она што го потпишаа Конрад Аденауер и Шарл де Гол пред 55 години повеќе не ги одразува реалните апетити во Париз и Берлин, ниту пак квалитетно ги дефинира предизвиците пред кои тие, но и Европската Унија се исправени денес. Канцеларката Ангела Меркел и претседателот Емануел Макрон во заедничко видео најавија дека веќе работат на подновување на договорот. Се најавува и можноста да се потпише нов. Идејата е да се подобрат економската, социјалната, политичката и технолошката соработка, а целта преку германско-францускиот мотор да се зајакне и позицијата на Европа на светската сцена. C'est ensemble que nous relèverons ces défis, par la densité et la fécondité incomparable du dialogue de nos deux nations, en donnant ensemble un nouvel élan à l'Europe. Une Europe que nous souhaitons plus unie, plus efficace, plus protectrice, plus démocratique, qui s'affirme dans le monde et qui défend ses valeurs. Frankreich und Deutschland wollen als Freunde im Herzen Europas und im Geiste Europas in diesem Jahr einen neuen Élysée-Vertrag schließen. Wir streben neue Ziele und neue Formen der Zusammenarbeit an. Wir tun das, um die Menschen in unseren Ländern noch enger zusammenzuführen. Und wir tun es, um dem ganzen vereinten Europa neuen Schub zu geben, um es noch stärker zu machen. Конкретно, планот на Меркел и Макрон опфаќа договарање на заеднички позиции за сите големи европски и меѓународни проблеми. Потесна координација на двете економии и промоција на употребата на францускиот и германскиот јазик во обете земји. Зголемување на бројот на програми за размена и соработка во културната арена. Ќе се засилува и соработката на полициите и на безбедносно-разузнавачките служби, а дополнителен третман ќе добие идејата за заедничка европска армија. Идејата за нов елисејски договор прв ја изнесе францускиот претседател Макрон во говорот одржан на Универзитетот Сорбона во Париз на крајот на септември минатата година. Тогаш тој го представи и концептот на Обединета Европа. Од тогаш нема конкретен одговор од германска страна. Канцеларката Меркел 4 месеци по изборите имено се уште се мачи да формира влада. Сепак, работите се помрдна од мртва точка откако вчера социјалдемократите поддржаа почеток на коалицијски преговори со партијата на Меркел. Токму иднината на Европа и заедничкиот германско-француски проект беше еден од аргументите со кој лидерот на социјалдемократите, Мартин Шулц, ги убедуваше своите сопартици да поддржат нова коалиција со Меркел. Франција и Германија имаат заедничка одговорност да ја развиваат Европа понатаму, порача деновиве и социјалдемократот и актуелен германски министер за надворешни работи Зигмар Габриел. Првиот чекор на тој пат, како што најави и Макрон, ќе биде реформата на економската и монетарната унија, а потоа, чекор по чекор, и целосно обединување на континентот. За волја на вистината, Германско-францускиот институт од Лудвигсбург деновиве соопшти дека, анализирајќи ги сите изјави на намери и заеднички проекти меѓу двете земји од изминатите децении, дошле до заклучок дека се реализирани само минимален дел од нив. Тоа беше се за вечерва во топ тема на ваша страна. Останете со програмата на Телма, имајте пријатна вечер.